Драги ученици, добре дојдовте во денешниот час по математика во нашата е-училница. Јас сум наставник Марија од училиштето Никола Карев од Пробиштив. Денеска ќе решаваме задачи со купување. Ќе присметуваме колку кусур треба да добиеме кога плаќаме одредена сума. Тоа е и целта на нашиот час. Да се оспособите да го одредувате збирот на монети и банкноти, потребни да се плати одреден износ до 100 денари и да го пресметувате кусурот. Најнапред да се потсетиме на монетите и банкнотите. Имаме монети од 1, 2, 5, 10 и 50 денари. Знаеме дека монетите се метални пари. Додека банкнотите се хартиени пари, кои што најмала вредност има банкнотата од 10 денари, па потоа е 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 денари. Сигурна сум дека добро ги познавате и монетите и банкнотите. Нив ги користиме кога одиме во продавница. Еве тетка Кате отишла во продавница и купила еден леп кој чини 23 денари и едно млеко од 46 денари. Колку треба да плати? Колку кусур ќе добие ако даде банкнота од 100 денари? Кога имаме вакви проблемски ситуации, одиме чекор по чекор. Првиот чекор е да одредиме која операција ќе употребиме за да платиме. Штом тетка Кате земала два производа, треба, значи, да ги собереме. Ќе ја примениме операцијата собирање. Сега пресметуваме единици со единици, десетки со десетки. 3 плюс 6 се 9, 2 плюс 4 6. Откривме дека тетка Кате треба да плати 69 денари. Вториот чекор е како ќе вратиме кусур ако таа даде банкнота од 100 денари. Ете како продавачката ќе рече. Од 69 до 70 имаме 1 денарче. И од 70 до 100 имаме 10, 20, 30. Еве ги, 31 денар. Значи, од 69 до 70 ни недостасува 1 денар и кога стигнеме до 70, одиме десетка 80, уште една 90 и уште една 100. Кусурот е 31 денар. Кога решаваме вакви задачи, мора на поставените прашања да дадеме одговор. Тетка Кате треба да плати 69 денари, ќе добие кусур од 31 денар. Се надевам дека е јасно, но сега ќе биде уште појасно. За да можеме полесно да враќаме кусур до одредена сума, потребно е да ги знаеме паровите броеви со збир 10. Уште лани ги учевме, знам дека ги знаете, но сепак ќе се потсетиме. 1 има другарче 9. 1 плюс 9 се 10. На 2 другар му е 8. 2 плюс 8 се 10. На 3 пар му е 7, затоа што 3 плюс 7 се 10. 4 плюс 6 прават 10 и 5 плюс 5 прават 10. Тоа се паровите броеви што ни се потребни за решавање на овие задачи да добројуваме до полна десетка. А потребно е да знаеме и да добројуваме од една до друга полна десетка. Еве ги полните десетки. И сега, што е важно? Ако имаме за плаќање 30 денари, а сме дале банкнота од 50, веднаш добројуваме една десетка, две десетки, значи 20 денари ќе ни биде кусурот. Или ако имаме за плаќање 70 денари, а сме дале 100, веднаш продолжуваме 80, 90, 100. Имаме, значи, кусур 3 десетки, тоест 30 денари. Сега ова ќе стане уште појасно. Во една продавница цените на производите биле смоки 12 денари, боенка 84, боичка 15, банани 58, грозија 47 и зелка 25 денари. Три деца влегле во продавницата и купиле различни производи. Првото дете купило смоки и банани. Ајде да му помогнеме да пресмета колку треба да плати.
Цената на смоките е 12 денари, а на бананите гледаме дека е 58. И сега пресметуваме десетки, единици со единици, 2 и 8 или 2 плюс 8, тоа е 10. Запишуваме 0 и една десетка додаваме кон другите десетки. 5 плюс 7 е 6 и едната што требаше овде да ја запишеме, значи 7. 70 денари треба да плати првото дете. Тоа дало банкнота од 100 денари. Колку кусур ќе му вратат? Ајде да доброиме од 70, 80, 90, 100. Значи 30 денари кусур ќе добие првото дете. Второто дете купило боичка од 15 денари и боенка која чини 84 денари. Ве оставам да пресметате. Единици со единици, одлично, десетки со десетки, така е 99 денари. Исто така дава 100 денари. Од 99, уште колку ни недостасува до 100? Така е, уште едно денарче. Значи, второто дете има кусур 1 денар. Цената на грозието е 47, а на зелката 25. Ајде да видиме сега. 7 плюс 5, така, 12. Запишуваме 2 единици, а десетката ја прибележуваме кај десетките. 4 плюс 2, 6 и 1, што запомтивме, 7. 72 денари треба да плати третото дете и тоа дава банкнота од 100 денари. Сега да видиме како ќе му пресметаме кусур. Од 72 треба да стигнеме до наредната полна десетка, а тоа е 80. 2 плюс колку правеа 10? Така 8. Сме стигнале до 80 и од 80 до 100 ни недостасуваат уште 2 десетки. Значи кусурот е 28 денари. Сега ќе размислиме како ќе му наплатиме на Лео. Лео отишол во продавница за сладки работи. Купил бомбони кои чинеле 26 денари и лижавка од 17 денари. Колку треба да плати и колку кусур ќе добие доколку плаќа со банкнота од 50 денари. Првиот чекор е да пресметаме колку е 26 плюс 17. Ајде да видиме. 6 плюс 7. Одлично. 13. Една десетка. Запомтуваме. 2 плюс 1. 3 и 1. 4. Така. Значи Лео треба да плати 43 денари. Дава банкнота од 50. Знаеме дека после 40 наредна десетка е 50. Овде имаме само единици за дополнување. На 3 другарче му беше, така е, 7. Одговор, Лео треба да плати 43 денари, а ќе добие кусур 7 денари. Се надевам дека веќе станува се полесно и појасно. Теа од продавницата купила джем и сок. Джемот чинел 49 денари, а сокот 35 денари. Колку треба да плати? Ајде да пресметаме. Единиците ни се 9 плюс 5. Одлично, тоа е 14. 4 плюс 3, 7 и 1 од овде што памтиме, 8. Теа треба да плати 84 денари. Таа дала банкнота од 100 денари и сега треба да ја го пресметаме кусурот. После 80, цела десетка е 90. Ни недостасуваат колку единици? Одлично, 6. Сега со овие 6 сме дошле до 90 и од 90 до 100 ни недостасува една десетка. Значи, што ќе одговориме? Теа треба да плати 84 денари. Ќе добие кусур 16 денари. Браво за вас! Сега малку една сплеткана задача. Тетратката е 35 денари. Моливот е за 20 денари поевтин од тетратката. Острилката пак е за 20 денари поскапа од моливот. Гумата е 5 денари поевтина од моливот. Одреди ја цената на секој предмет.
колку пари е потребно да се купат овие предмети. И сега вие ученици сигурно се чудите каква сплеткана задача е ова и како вие ќе ја решите. Но да знаете, кога имаме вакви задачи со текст, кои се викаат текстуални задачи или проблемски ситуации, тие не се читаат само еднаш, туку се читаат повеќе пати се додека не дојдеме до решението. Тетратката има цена 35 денари и таа ни е позната. Сега треба да ја откриеме цената на моливот. Ја читаме задачата. Моливот е за 20 денари поевтин од тетратката. Што ме поевтин? Која операција ученици ќе ја примениме? Така, одлично. Ќе одземеме 35 минус 20, тоа е 15. Одлично, ја откривме цената на моливот. Сега дојдовме до острилката. Острилката е за 20 денари поскапа од моливот. Што ме поскапа? Тоа значи дека која операција ќе ја примениме? Така е, собирање на цената од моливот, ќе додадеме 20 денари и ќе добиеме дека острилката е 35 денари. Да видиме колку е гумата. Гумата е 5 денари поевтина од моливот. Знаеме дека моливот е 15, таа е 5 денари поевтина, значи дека од 15 ќе одземеме 5 денари и ќе добиеме 10. Ја откривме и цената на гумата. Сега треба да пресметаме колку вкупно чинат сите 4 производи. Бидејќи имаме 4 собируци, ги ставаме во загради 2 по 2. Значи првиот и вториот 35 плюс 15 и третиот и четвртиот 35 плюс 10. Ова што е во првата заграда ни изнесува 50 денари. Знакот си го препишуваме, ја пресметуваме и вредноста во втората заграда, тоа е 45 денари. И сега е лесно, 50 плюс 45 е 95. Одговорот е дека потребно е 95 денари за да се купат сите предмети. Сепак видовме дека оваа задача и не е толку тешка како што ни се гледаше на почетокот. Сега е време за пишување во тетрадка. Ќе го напишете насловот, плаќање и враќање кусур. Ќе ги препишете овие задачи кои што јас сега ќе ви ги објаснам и ќе ги решите. Првиот пример е 25 плюс 13. Пресметуваме. 5 плюс 3 е 8 и 2 плюс 1 3. Сумата што треба да ја платиме е 38 денари. Тоа веднаш го запишуваме во првото квадратче. Сега добројуваме до 50 затоа што плаќаме со банкнота од 50 денари. Од 38, после 30, цела десетка е 40. Ни недостасуваат, така е, 2 денари, 2 единици и штом сме стигнале сега до 40, од 40 до 50 ни треба една десетка. 2 единици и една десетка се 12 денари. А сега со банкнота од 100 денари плаќаме да пресметаме колку е 46 плюс 35, 6 плюс 5 се 11, единиците ги запишуваме, десетките ги помтиме, 3 плюс 4 е 7 и една што помтиме 8. 81 го пишуваме во првото квадратче, добројуваме до 90, ни недостасуваат уште 9 единици и од 90 до 100 уште една десетка. 9 единици и една десетка се 19 денари кусур. Сега, овде, ќе пресметате колку е износот и ќе пресметате колку кусур ќе вратите до 50 денари. А овде пак ќе пресметате колку е износот и ќе вратите кусур до 100 денари. Ова ќе ве оставам сами да го завршите и сами да си направите проверка. А за вежбање имаме еден електронски наставен лист. Доколку сакате на телефон да го решите овој електронски наставен лист со слични вакви задачи, скенирајте го овој код.
Доколку сакате на компјутер, кликнете на линкот што е даден под видеото во описот. Директно ќе ви се отвори, значи, електронскиот наставен лист. Ви посакувам многу успех во извршувањето на вашите задачи. Благодарам на вниманието.